Дали Почитувани гледачи, добро вечер. Навистина ми е посебно задоволство со вечерашниот гостин, професор доктор Илија Ацевски, да разговарам и сега овде во студиово, но и во лето во Охрид, бидејќи сме соседи во Дајлјан, кога разговараме и во езерото и надвор од езерото. Професоре, добро вечер и многу ми е драго што вечерва посебно повторно се среќаваме, ќе поразговараме на повеќе современи актуелни теми, а еден од поводите за ваше вечерашно гостување е и вашата најнова книга Глобализација, идентитет и евроинтеграција, која што излезе неодамна од печат. Па ајде најпрвин да ни кажете нешто повеќе за тоа ваше најново стручно и научно дело. Повелете. Прво благодарам за поканата, еве што можам да изнесам дел од тоа што го работев последниве 40 години во сферата на социолошките истражувања, наука, општествените науки. Оваа книга која е всушност представува еден, како да го наречем, еден микс на текстови од таму негде 80-тите години, па се до неодамна, со она всушност во суштина што се и занимавав, не? Тоа се едно 4-5, како да ги наречем, области, теми. Да. Те области се тие сепак, не? Да. Кои главно се однесуваат, меѓу другото, главно, реков, и за македонското општество. Јас сум сепак емпириски истражувач и мислам дека сите оние кои на некој начин го запоставија тој момент на емпириското истражување, зборуваме во социолошките науки, многу малку не направија од и сепак главната тема за мене е Македонија. И се обидува во таа смисла негде таму од почетокот на практично кога се распадна социјализмот, 90-тите години, да следам дел од тие процеси, но не само да ги, како би рекол, да ги следам повеќе во една емпириска, стручна смисла, да се истражува, не? Така. За да се каже многу повеќе за тие феномени. И ето беше таа една голема инспирација. Оваа книга Општеството и човекот во транзиција, всушност од 3 дела, не? И главно таа се базира и на емпириски истражувања, кои делимично ги правев за Македонија, но и оние истражувања кои што тогаш, после 90-тите години, беа присутни во социолошката наука во повеќе земји од опкружувањето и пошироко, не, од Советскиот сојуз, односно Русија, Полска, Бугарија, пред се Хрватска, Србија и така натака. Професоре, во вашата најнова книга, како што рековте и вие самите предмалку, опфаќате само 3 главни, стожерни теми. Тоа се глобализацијата, идентитетот и евроинтеграциите. Но се разбира тука малце во една поширока смисла, не? Во поширока смисла. Еве кога говорим на пример за тој феномен на глобализација или за идентитетот, многу помалку, но за глобализација
главно оние теми кои што се врзани со развојот на градот. Речете, како е тоа сега, не? Сепак ние денес живееме во едно, како да го наречам, време на развиени комуникации, на интернет, на вештачка интелигенција, на автоматизација, како би рекол, да телефоните, не, самата комуникација со другиот, медиумите како кои што неверојатно во Македонија се исто така развиени, они формираат, создаваат еден, како би рекол, тип на човек, карактер, особено ке младите луѓе, не? Кој што се уште ние не можеме да го докрај објасниме. Нити сме, рекол, во голема смера и свесни за тоа. Зошто го врзувам со тоа, со развојот на градот, мислам, конкретно за Скопје, и тоа напишав една книга во тоа време, не книга, визија, реалност, каде што ги на некој начин ги опишав, односно ги доловив, би рекол, го доловив тогаш, значи ова е пред негде колку 30 на години, а развојот на Скопје до тогаш, до тој момент, до тие со проекција со една проекција за наредните 30-40 години, во смисла да еве кога ме прашувате за тоа, што е она логос, така, и што е она, како да го наречам сега, спротивно на логосот, хаосот. Хаосот, поврзан сега, после 90-те години, со профитот. Буквално кажувам вака многу грубо, не да профитот на едно малцинство на сметка на мнозинството скопјани. Вака ќе се навратиме и тоа многу сериозно на темата Скопје, бидејќи таа ви е омилена, дури би рекол дека ви е обсесивна тема. Да, добро, на таа тема докторирав, Вие докториравте, објавив 5 книги за Скопје, неколку. Имавте и таков предмет, вие предававте социологија на градот, на филозофскиот факултет во Скопје. Но, малку да ги освежиме гледачите со едно во мигов сега за вас неочекувано прашање, бидејќи заедно доаѓавме кон студиото со кола и чекавме малку повеќе од што треба пред семафорите, одвај се пробивме, да речем, до студиото. Вие кажавте нешто многу интересно во автомобилот и ја би сакал тоа и сега да го повторите. Правиме ли ние огромни загуби, огромни штети, трошејќи бензин, трошејќи време, трошејќи нерви, енергија по улиците, по тие тесни коридори? Скопје е заглавено. Кажете нешто во врска со тоа што кажавте во колата, кои се тие бројки, големи бројки? Вие рековте дека сте емпирист. Да веруваме дека овие што се малку што знаат многу повеќе во тој поглед, не? Негде помеѓу 400 и 500 милиони евра губи годишно Скопје на загадување, транспорт, не? И за оној хаос кој се создава. Во суштина, вие Скопје не ја напушти таа, како би рекол, една идеја, односно една поставка, нешто кое трае подолго време, дека се мора да биде концентрирано во центарот на градот. Една лоша практика. Не практика која го практично го, како би рекол, го умртвува, го гуши. Угуши градот, не на некој начин. Гуши, да. И ове последните, она што се гради во централното подрачје, не да секој, тоа е разбирливо, до некаде го разбирам, тоа тој што прави дека треба да профитира, но мора, тоа секојаш го потенцирам, здравјето на човекот е на прво место. Ако вие го пореметите, односно го доведете во прашање тој момент, тогаш е навистина стравично. А Скопје се соочува, се правев некои овака лаички, да нешам лаички, но и користев доста и оние кои се занимаваат со малку постручно во оваа сфера. Централното подрачје на Скопје практично, како би рекол, нема ни 10% празен простор. Внимавајте. Нема ни
Искористена и последната маркичка. Апсолутно, да. Градежна маркичка. Искористена е, да. Искористена е, да. И беше многу интересно, индикативно би рекол, пред изборите, веќе не се знаеше кој ќе победи, кој ќе биде иден градоначалник. И одеднаш во центарот на Скопје инфлација, би рекол, поплава од градби. Одеднаш се отворија па над 20, може би 30 градилишта. И денеска буквално нема слободен простор. Не само за зеленило, за градба. Па го пореметува во тоа што ние мораме да го разбереме тоа, онако говориме за тие модерни сега процеси на комуникација. Зошто се да биде во центарот на градот? Да. Ја можам да живеам и на 50 км, да сум исто присутен на некој начин. Мислам дека јас укажував на овие проблеми негде пред 30-35 години, кога се уште на некој начин држеше тоа како ова. И по тоа тие десетина колумни, книги, укажувања на тоа, но многу малку најде на некое, да речем, разбирање. Оваа книга што е книга за Скопје, всушност е 2011 година, тоа е студија за урбанистичките и социолошките аспекти на развојот на генералниот урбанистички план. И веднаш да кажам дека за оваа книга вие добивте и... Не, за оваа книга. Првата книга Скопје ноемвриската награда на град Скопје. 96 година, 96 година. Али овде како ќе погледнете некои од овие фотографии, тоа што сум ги правил, ова еден дел беше посветена и на Топана. Така. Да, Топанско поле. Да. Сега, на овој простор во Топана, тогаш кога ќе погледнете овие фотографии, едни куќички, како да речам, брвнари, како да ги наречам, не знам, не. Да. Мали ова, сега тука... Како гаражи. Сега тука се издигна палати, чекайте, но добар дел останаа тие пак ова, без елементарна инфраструктура. Мислам, да. Тоа е она што како би рекол, создава еден впечаток кај нас кој што истражуваме дека таа немоќ и разочарување, дека власта не прави ништо во тој поглед да го подобри елементарно би рекол животот на Скопјани. Елементарно. Без разлика кој е на власт, не. Така. Професоре, веднаш сакам да ве прашам, бидејќи Скопје е голема и широка, би рекол и длабока тема, разговараме и ќе разговараме и треба да разговараме, но додека вие говоревте, мене ми се наметна едно прашање, да ве прашам. Рековте дека во ова ваша прва и наградена книга вие имате проекција. Значи не само што сондирате постоечка ситуација, како било тогаш проекција и во однос на етничките прашања. Проекција и за наредните, рековте премалку 30-40 години. Апсолутно. Да ве прашам, се оствари ли нешто од ова ваша проекција? Не. Не? Не, тоа е големото разочарување всушност. Јас соработував со добар дел со тие урбанисти, архитекти од онај завод за урбанизам на времето, не сега веќе тоа како институции тие се дојде во прашање, постојат некои и така натака. Бев дел од тие екипи кои што го планираа градот всушност тие години. Така и соработував, имаше и така коректни луѓе и морам да кажам ова што го говориме еден момент, 65-6 година, еден голем дел од нив беа поканети од тие асоциации на Германија, Франција, да прошетаат низ европските градови како изгледаат. И сега тоа остава како кажуваш, еден од тие кој бил на тоа предавање на еден архитект. Тој вика предава, држи некој, мислам, говори, ние не го разбираме што зборува. Тоа го почувствувал тој дека нема тој контакт. Нема конекција, комуникација. И веќе вака, предпоставете дека сте вие 30 години понеразвиени од нас. Предпоставете дека вашиот град како ќе изгледа после 30 години. Страшно. Еве го. Да. И сега види ја доаѓам до една, како би рекол, до едно елементарни правила, не. Ај што е Скопје диво, добар дел, бесплански. Во проектирањето, односно во изведбата, постои едно елементарно правило. Вие кој ќе поставите еден објект на една позиција, на една локација, он веќе определува делот
самата околина. Околината, да. Таа околина понатаму продолжува и така натака и ги добивате контурите на една селбата, на квартот, така. А моето укажување и мојата практично, како би рекол, една од тие анализи, се однесуваше и на Скопје како поделен град, етнички поделен град. И првите, како би рекол, тие анализи негде 90-тите години кои ги правев, укажував на Скопје дека Скопје ние ќе бидеме еден град кој што ќе го мериме оние поделени градови во Блискиот исток. Левата и десната страна на Вардар. На Вардар. Дека тоа ќе создаде големи проблеми понатаму за комуникација и бев дел од таа комисија, тоа морам посебно да го навесам што тоа значи за кога се правеше единиците на локалната самоуправа, кога се делеше државата во локални. Да, територијална одбрана, да. Територијалната така, распределба, не? Единици на локалната самоуправа. Да. И јас бев конкретно за Скопје, центарот на Скопје и Чаир да биде една целина. Да, и знаеш што се случи? Така. Не ме поканија повеќе на тие разговори. Така. Има затоа што тоа беше договорено дека тука е, али сега цената е огромна и еве се тоа би завршило. Има се уште многу забелешки за територијалната поделба, дури некои велат дека треба одново да се направи, да се направат корекции, бидејќи тие аномалии не се само при изборите, при изборните единици, туку и воопшто во самото функционирање на локалната самоуправа. Тоа е под јас говорам еве за Скопје како еден од најголемите градови, не говорам за овие Тетово, Гостивар, за Скопје во централното подрачје, што се создадува тие два света, сега некој како тие ќе комуницираат всушност. Тоа е проблемот. Да, тоа. Мислам, како би рекол, да не спомнам кои градови, не, тоа малце ме како е незгодно. Да. Вака, веќе проговоривме за Скопје како реалност, но за вас Скопје и во вашите книги, во вашите предавања на факултетот, на филозофски факултет, Скопје секогаш било и визија. И сега ми е срав да ве прашам каква е вашата визија, видејќи да бидеме живи и здрави, се плашам дека повторно ќе се разочарате и дека повторно нема да се оствари таа визија, но сакам да ве прашам кои се најголемите социолошки грешки направени во урбаниот развој на Скопје? Бидејќи вие сте експерт, вие сте професор по социологија и тоа виден аналитичар, не само преку медиумите, не само преку вашите научни и стручни книги. Има еден дел, ајде да го не би го дискутирал, тој дел што се однесува до улогата на оние кои што управуваат со градот. Така. Во сферата на законите, иако добар дел се тие правени по некои теркови на модерните тоа нема врска, не. Тоа е моментот што таа власт, таа гарнитура, тие кои што ја имаа моќта тоа, не рекоа на некој работи стоп. Дека во Скопје не може секој кој ќе посака да се досели. Не може секој кој ќе купи земјиште во околу тоа да изгради куќа, не може. Треба се стави крај на дивата градба. Односно, тука доаѓаме сега како социолог, јас се прашував често, зошто тоа доаѓа, не? Во суштина таа елита пред 90-тите години, комунистичка, како да ја наречам, некоја што управуваше, она ги издвои, ги лоцира неколку локации во Скопје као водно за живење. Како приоритети. Па направи една модерни населби како аеродром за нивните овие поколенија, условно да кажам, за оние кои што на втора гарнитура, а се друго го остави на спонтаниот развој. Значи, Скопје да се само прави. Вие правете таму. Само да се гради, организира. Правите што сакате. Но, вториот момент сега, вториот момент после 90-тите години, кога доаѓа, и сега доаѓа на таа е всушност истата тие се луѓе, да се разбереме гарнитура, односно моќници, упростува многу, не, кои што управуваат, но сега почнува профитот да ја игра главната улога.
сега сакав токму Тука е клучниот момент кога станува за Скопје. Тоа сакав да ве прашам, токму тоа. Дали Скопје денес, денес, не само пред 10-20 години, денес, дали е град за човекот или е град за капиталот? Јас го знам одговорот. Тоа е всушност по мерките на профитерите, оние кои што профитираат всушност. Значи многу добро се заработува. Како не се се градат, заработува? постојано се градат згради и луѓето се прашуваат кој ќе живее, има ли купци, има ли жители? ме предизвикуваш. очигледно има. Скопје има неколку 70.000 празни станови. Празни станови, така. Околината се тоа е малку тешко да се дефинира, но голем дел ја живам во еден влез каде што од тие кои се пола се празни. Да. Пазете, внимавајте. Да. Сега по еден двајца живеат, некои живеат. Тоа е создава случај- една видите того како би рекол профитот, капитал, он не се прашува. И јас сега често го поставам тоа, не, сам си го поставам тоа прашање. Кој е тој сега кој ќе има доволно пари, е малце така поситуиран, да живее во центарот на градот и да живее по 24 сати на air-condition, на не знам што, и да биде угушен. Сега доаѓаме до она стварност која се случи во американските градови. Така. Тие кога го почувствуваат тој момент дека центрите на големите градови ќе бидат центри на сиромаштија, стопира Па презема може би низа и мерко. полош живот. Да, апсолутно. Како не. Зашто заблуда дека во центарот се живее подобро. Да, не. Прво е позагадено. Па посебно за Скопје. Ние сме еден од Нема зеленило, нема. најзагадените градови во светот. Да. Во првата група од 10 градови, загадувањето уништува, односно упропастува или усмртува, не знам колку таму илјадници директно и кои се несува огромни штети. Ние сега се прашуваме Чаре. како да се чаре начин како да иселите Има ли од начин? Има. Како да иселите на 100.000, 150.000 од Скопје, не да ги насилнува, да создавате услови да тие се некако ги вратиме оние простори, ајде да речам, подрачја делови каде што практично нема население. Мојот дел, кај што се иселивме ние од Прилепскиот дел, пола селата, пола. Плаче за жители што ќе обработуваат земјата. Необработена земја, не? Необработена земја. Сега ќе рече како? Па може ова ново време, ние се уште не сме доволно свесни, мислам дека не сме доволно свесни, дека доаѓаат многу тешки времиња во суштина. Тие климатски промени, тој процес на глобализација, он ќе создаде, заправо ги создада веќе тие претпоставки дека животот во големите градови, као што е Скопје, ќе биде практично неподнослив. Во лето 40-50 степени, веќе се 45 степени се, тие ќе стануваат се повеќе реалност, затоа што особено во централниот дел, особено самата котлина скопска не е погодна повеќе за понатамошно. Не е погодна, тоа е надминато, но Не е погодна во лето поради горештините, не е погодна ни во зима поради загадувањето. поради загадувањето. Да. А вие кажавте еден од примерите дека доаѓате вашето родно место е од Прилепско. Значи Прилеп, Битола, Пелагонија, сепак тоа е мислам дека ќе се појават проблеми сериозни со храната. Не може би ние Пола да земја не се имаме обработува. органско производство, ние веќе не знаеме што јадеме. Не знаеме. Не знаеме добар дел, ево, во тој поглед. Мислам дека тие се, али, се доаѓаме до она што е тоа големо разочарување. Како вие ќе допрете, ќе дојдете до една елита, не, така која што управува, која што раководи државата, како би рекол да е, која ќе биде доволно свесна и ќе се заложи за нешто од тоа да се реализира. Како? Има многу прашања кои што можеме да Сега многу прашања. да ги отвориме, но тие прашања ги отвора и современиот актуелен живот. Не можам да не ве прашам какви и колкави се тие трајни последици кои што ги направи, кои што ги остави транзицијата и врз вредносниот систем на граѓаните. Денеска веќе не се знае што е црно, што е бело, што е добро, што е лошо. Значи, сосема се измеси тој систем на вредности. Тие последните анкети покажуваат дека ние многу мал процент од луѓето веруваат во државните институции. Да.
Се тоа и ја не верувам до тој степен да вие верувате 3-4% во судство, на пример, и така натаму. Понатаму, Тоа е... се уште ние денеска говориме за сиромаштија. Сакам да го потенцирам Да, тој слободно. момент. Спомнете сиромаштија, Македонија е една од најсиромашни држави во Европа. Мислам, по сите параметри. Во Македонија, сега баш еден податок го последниве денови, веројатно е тој точен, негде секој четврти жител во Македонија се соочува како да го помине денот со елементарните трошоци, оние кои што му овозможуваат живот на некој начин, не комфортно, не зборуваме за тоа. Да се преживее, да се платат сметките. Да се преживее на некој И начин. да се платат казните. Тој процес на ја тоа го истражав таму после 90-тите години, па скоро 13 години овие општеството човекот во транзиција, не. Да. Се обидував да доловам дел подлабоко малце во, како би рекол, во тие причини и последици кои ќе ги остави транзицијата на некој начин, а споредувајќи ги со некои земји од окружувањето, беше тогаш многу интересно со Словенија да се компарираме, да се споредуваме. Но кај нас, тоа сега, колку да звучи тоа малку разочарувачки, многу за кратко време тие владеачки елити, политички елити во Македонија, во тој процес на транзиција, на трансформација на собственоста од општествена во приватна, како таму за 5-6 години, веќе до таму негде до 2000 година, не порано, не. Практично го трансформира целиот капитал и еден податок кој уште не можам да верувам, дека кога се направи таа проценка на вредноста на собственоста, општествената собственост во Македонија, тога е негде се оперираше со бројка негде околу 3,5 во тоа време, не, 3,5-4 милиарди долари или евра, не е битно, долари, тоа долари беше, не. А знаете ли колку од самата приватизација се влегува во буџетот? Помалку од 300 милиони. Катастрофа. Тоа е негде околу, како ајде речеме, колку пати не 20-30, не е битно. Тука доаѓаме сега до еден, како би рекол, многу момент. Тоа е она што сега особено ние како генерации, во нашата генерација кој што го преживувавме и доживувавме тоа, влезе во меморијата и затоа сме денеска толку разочарани во тој проект дека као да нема излез. И доаѓаме до она клучно што викаш ти, што е со младите? Младите не се глупи. Они се апсолутно. Зато избега, зато не напуштија државата. Ако нема тука он како ќе живе, кој патриотизам? Так. Какви, не знам какви овие идеолошки, идеални или не знам какви вредностни позиции него ќе го задржи во Македонија. Ако вие го ставате на едно елементарно, би рекол, живење кое не му гарантира еден нормален живот. Професоре, вие често ја обработувате и темата глобализација. Глобализацијата очигледно си го направи своето и таа понекога се одразува позитивно, а многу почесто негативно и врз националниот и културниот, ама би рекол и социјалниот момент кај нас. Јас само еден пример. Ние денес купуваме, односно везуваме многу половни стари автомобили. Станавме ли депонија и отпад за она што не се вози веќе во Европа? Второ, дојдовме ли дотаму, ни се пренесоја болести, ни се пренесоја многу лоши навики, не само кај младата генерација, кај возрастните. Во селата веќе ретко кој меси и пече леп. Цел ден ќе чека некој комбе, ако не донесе леп, во ситуација се да не јадат тој ден леп, ама нема да ги засукаат ракавите. Во градот, исто така, неверојатно се порачува брза храна. Никој не води сметка со што се храни. Дали е таа храна воопшто здрава. Значи, буквално се профитира. Последен податок, како го видите, дека колку тони се уништени како нездрава храна. Нездрава храна, да. Може да предпоставите. Сега имавме податок баш овие денови. Ја, видите, кога го говорев за глобализација, мојата идеја беше, не? Да. Да го согледам тој процес на глобализација, да го поврзам со идентитетот, Така. што е
главната една од тие беше поенти. И што всушност тука од држави, нации, од kao што е македонската, не, тие се малобројни, да се разбереме, да не е нашето, не знам какво значење во таа смисла, но како таа глобализација ќе придонесе околу промена, трансформација на некои идентитетски, би рекол, одредници и во животот воопшто. Тоа беше едниот и вториот момент кога говориме за идентитетот, кога почна тие дискусиите заправо со Бугарија и со Грција, односно со Бугарија на некој начин, кој што е 2-3 години тоа го постојано сме оптоварени, не. Што тоа значи? Што значи за, кој ќе погледнете во таа трансформација, која е нашата позиција како држава во тој поглед? Тука е едно поразително сознание, владеачките елити во добар дел го искористија тој момент, да се постојано нешто дискутира, да се дига, не знам, лама во тоа поглед, а од друга страна, оние токови кои што говориме, си течат, си функционираат. На профит, нормално си се движат. Мислам си се као да... Како ништо да не се случува, ништо да не е страшно. Тоа е, нагласам тоа, повеќе пати сум го нагласил, она што е главната поента, дали да ги внесеме бугарите во уставот или не. Дека тоа е многу, за мене, пази тоа, и тоа сум го кажал многу пати, да ги внесеме, зашто не ги внесеме? Така како и сите хрвати, дај да не речем срби, било која да. Али ако бугарите барат нешто, да имаме таква доблест, па утре да ги сврлиме од уставот. Ќе речете, тоа уставот не е демек земи, прави и набрзира нешто, не. Но тоа, ја и второто објаснување во суштина зошто тоа треба да се прави или да не се прави, не го потенцирам сега, тука едноставно тоа Бугарија го прави за оние стотици илјади, би рекол, асимилирани, претопени македонци. Како тие со тоа ќе се помират? Тоа е проблемот. Затоа бугарската политика вика, нема вие македонци да сте бугари, за да го кајнив го испумпа таа енергија која што е наталожена со десетици години ки тие луѓе. И тоа за да го реши својот проблем, за да го реши својот проблем, апсолутно, ама на друго место. Колку 2000 бугари се тие што се влегува, но тие направи уште еден потез, им дава пасоши сега, Тоа веќе малку е но тие барем ја не 90, да речем 105% не зема пасоши затоа што се чувствува како бугари. Не, туку за да отидат во Европа. Не лесно комуницира, не знам да патуваат. Тоа сето ние го овие 3-4 години, колку години дискутираме, не го пренагласиме и заборавивме на главните токови на тие реформи. Во образование, да не збору, во судството еве го што е проблемот. Ќе ве прашам и за образованието, бидејќи тоа ви омилена тема, но претходно сакам само накратко да ве прашам и за екологијата. Не затоа што екологијата е ваша омилена тема, туку екологијата е за борба против загадување, против чист воздух. Едноставно не е решение затворете ги прозорците или не излегувајте надвор. Значи буквално сакам да ве прашам во врска со екологијата. Дали само декларативно ние го решаваме тој проблем и дали воопшто имаме идеја, имаме ние и законска регулатива. Скопје мора да има паркови, мора да има зеленило, не може да биде решение затворете ги прозорците, не излегувајте надвор. Што треба да правиме? Да живееме во кафези, да живееме во изолирани простори во градот, а надвор од градот? Ја себе од социјалната екологија направив една книга социјална екологија, па една еколошка етика. Така. Така. Мојата преокупација всушност започна негде таму од 90-тите години кога се формира едно друштво, кога се сеќаваш Опстанок. Да, точно. Опстанок, да. И ние тогаш, ја бев дел од ова организација, и ние верувавме, ова сакам да го потенцирам, дека
како невладина организација, дека ќе има, по примерот на западните земји, големо значење околу подобрување на состојбите на животна средина и тога и беше организиран првиот ова депонија што е сега претвара тоа. Тогаш уште која 90-та година, не? Па еден автобус, ова година таму па таму нешто демонстриравме и така. Зборувате за Вардариште. За Вардариште па. Да. Али ова сакам да го кажам, дека добар дел, после организирав тие невладени организации кои се занимаваа со ова, најголем дел подпаднаа под влијанието на моќниците, да ги наречам, како да ги наречам, не? Некој начин се корумпира тие, ставно. И самото движење, самата реакција се претвори во еден чин, ќе разговараме денеска, така, во една затворена просторија, ние ќе си дискутираме и ќе го осудуваме тоа движење. Мислам, таа состојба која се најдува градот. Ја дури бев едно време некои простори во Скопје кои што, чисто се граде да се, ако треба, таму да се демонстрира нон-стоп 24 сати, да се покаже дека постои една свест. Тоа сакам да прашам, дали не имаме еколошка свест? Тука е веќе прашањето дали имаме. Мислам дека многу е мала, многу елементарна. За воздухот, за водата. А свеста, дури би рекол не свеста, оние кои што се одговорни, кои што имаат позиција да управуваат, кои што содржават, кај нив не постои елементарна свест. Дури би рекол елементарно непочитување на некои дури донесени законски регулативи. Оти вие ако кажете, ако градите, сега, ја го простувам тоа, таму кај што бевме, таму се една зграда, го прашувам тој, тука работен, имате ли овде паркинг доле? Не, бе, каков паркинг? А то се стотици, чекај. Огромни згради со околу нема, околу на едно 100 метра, вие немате да паркирате ни 30 возила, нема. Да. Пази. Идеално за пајакот, за собирање коли. Апсолутно. За профитирање. Кај ќе паркира тој човек? Да. Луѓето не се виновни тоа. Така е. Како вие сте му дозволиле овој да гради без да обезбеди паркинг? Да. Или зграда ова што е во центарот на Скопје, една до друга на 2 метра, 3 метра, внимавајте. Од еден стан гледате во друг или од еден делови простор исто така. Може да преминете може да разговарате со соседот. Па имам еден кај новата станица, тој е еден пријател таму и кај со комшијата пиеме кафе на прозорите, да. Да, ама се види тоа е неговиот, ама ја викам немам сонце. Да, точно. Да. Се е покриено. Предпоставете да живеете вие нехумано живење. Нехумано, па она што говориме на почетокот, тоа создава нервоза, притисок, депресија. Многу елементи кои што на прв поглед кои се као неважни, но тие се одразуваат врз продуктивноста на човековата работа, она што го работи оно. Така. Тој ќе се нервира додека дојде на работа, ќе се нервира откако ќе се врати дома и тој денеска колку ќе биде ефикасен на работа? Дали неколку часа? Па за тоа говориме. Тие се 400-500 милиони кои што ги пресметале дека се загуби. Огромни а градот има 100 милиони, 100 и колку милиони буџет. Се може да претпоставите во каква ситуација сме денес доведени. Тоа е она што е, би рекол, што разочарува некој. Професоре, опфативме повеќе теми, ама крајот ќе го оставиме за образованието. Тоа е ваша омилена тема. Тоа е вториот дел од книгата Универзитет на Распаќе. Универзитетот на Распаќе. Ова е една, јас би рекол, култна книга, бидејќи ја објавивте во 2020 година и јас би рекол дека е една од ретките книги. Ова е вториот дел, првиот дел излезе претходно. Да. Кои што го третираат болонскиот процес, кои што укажуваат на сите неотпорности, на сите аномалии и нормално дека ви имавте последици како университетски професор. Да, благодарение на овие книги, на првата книга, после овие фала што продолжи со истражување. Добро. Бев буквално исфрлен од факултет. Така. Ама буквално, чекајте, буквално физички. Физички. Ти не си повеќе
подобен за тоа, не. Значи, станавте неподобни. И еве сега да се вратиме малце на бидејќи го следев тој проблем на високото образование во Македонија. Сакам за тоа да проговориме. Следам она што се случува последниве година-две, мислам со доаѓањето на новата гарнитура на власта, не, и министерката која укажува на тоа. Мислам дека знаете како е реформата? Сега што се предлага на некој начин, тоа е како зграда која што темелите и се нишани. Добро. И вие се обидувате да говорите дај ќе ставиме многу добри прозорци. Кулата од Пиза да ја... Добро. Ова сакам да го потенцирам. Да, слободно. Верувам, мислам дека е тешко да се почнат такви длабински реформи во високото образование, но мора да се почне од некаде. И јас почнам од една елементарна предпоставка. Професоре, каде се греши најмногу? Што треба прво да се поправи? Очигледно нешто не е во ред. Што не сме на Шангајската листа? Прво мораме да го поправиме, односно да го доведеме на едно ниво самиот образовен процес. Така? Не, дали некој објавил во списание, не знам каде и така натаму. Тука. Добро. Тоа значи, јас викам таа елементарна би рекол препорака, не? Квалитета не е само квантитет. Кој инспектор ќе се занимава дали некој држал предавање не? Така. Али, добро, штом студентот дипломира, добро, и да постои едно, ја верувам во тоа, едно тело кое што рече чекајте да видиме дечки ти што си научил. Кој е квантумот на знаење? Ти си доби звање за тоа да видиме дали твојата диплома одговара на тоа што... И ништо повеќе. Пази, ништо. Ако не одговара, повели, врати се таму да учи или побарај си ги парите време што ги изгубила, а вие ако продолжите, зборам за државните универзитети, ако вие продолжите понатаму да дават такви дипломи, да штанцате ви се намалат плати, не знам што. Дипломи кои што немаат адекватно знаење. По повод на ова еден, вика, ќе го промениме сега начинот на избори или на професори, демек на звањето. Кого ќе избирате вие? 95% се редовни професори? Да. И второ, како ќе минувате критериуми ако професор се стекнал неквалификувано, односно не, како би рекол, со малку трудови, не знам што, не добил звање редовен професор, тој ќе бира сега, ќе бара од некого да го избара за вореден професор трудови, кои имаат не знам какво значи. Тоа мора да се води сметка со новото, со новите да се почне. Да се почне, ова ако се промени, да се побара тоа што зборам, тоа елементарно за квалитетот на студиите и да таа, ја претпоставам за 2-3 години, ние ќе се дигнеме на едно многу високо ниво во образовниот процес. Сега сме многу ниско. Произведуваме тоа сите го тврдат, мислам, полуквалификуван кадар кој што... За жал. Мислам, полуспособен за тоа што треба да го работи. За жал, докторатите стана магистратури, магистратурите стана дипломски, дипломските стана семинарски. За жал. Професоре, сепак на крајот да завршиме со барем трунка оптимизам, па ајде овде во ова наша тетрадка да ни напишете една реченица со еден од овие фломастери. Се надевам дека во таа реченица ќе има барем малку оптимизам, зашто вие сте социолог, ама сте на одреден начин и пророк. Ги предвидувате нештата. Треба да се верува. Верува, така. И обстојува во тоа. Одлично. Треба се верува во иднината. Добро. И се бара начин да се оствари најдоброто. Ова звучи оптимистички и професорски. Да ви честитам со рака за тоа што сте борец, за тоа што сте често и преку медиумите се јавувате како коментатор, како аналитичар. Продолжете така, бидејќи во сето тоа има само добри намери. Да, ви благодарам. Апсолутно.
Благодарам што има можност сега да кажем после ова за моја. Наде?